8 часот 37 минути, отвараме нова тема на редниве минути во Македонија. Наутро со многу убави гости во студиото, 3 кои што ќе ги видите и веднаш, а еве темата на која што ќе разговараме. Практично една од темите за кои што многу често сакаме да зборуваме во утринската програма е неопходноста на инклузијата на лицата со попречености во општеството и често знаеме да кажеме дека нема лица со посебни потреби, потребите ни се исти, но можностите кои што ги нуди општеството за да ги задоволиме истите се нешто за што треба сериозно да дискутираме и тоа ќе го правиме утрово со нашите гости. Велам добро утро за Маја, Кире и Давид Трајкови. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. И на Skype го имаме Гере Трипков, кој што е активист за правата на лицата со попречености, голем пријател на утринската програма. Се надевам се гледаме и слушаме. Гере, добро утро и до тебе. Добро утро. И благодарност за позитивниот одговор за гостување во утринската програма. Ќе им дадеме предност на гостите во студиото. Многу ми е драго што те имам во студиото, Давид, и подоцна ќе се гушкаме. Ме мами многу на љубов, ме мами последниве неколку минути. Темата е секако актуелна и многу е добро кога зборуваме гласно за да можеме да ја менуваме свеста за да можеме да правиме промени. Веројатно со раѓањето на Давид и вие почнавте сериозно да размислувате за темата што ќе се случува кога тој ќе почне да расте, со какви промени ќе и вие како семејство и предизвици бидете исправени. И тука мислам не само на поаѓањето во градинка, туку и на училиштето, на секојдневното функционирање, пријателите, животот. Секако тоа е неминовно, мора да се фрли мисла и на таа страна, без разлика на што и да е. Ние сме сепак, нели, оптимисти во тоа дека општеството е доволно зрело за, да не речам овие луѓе, туку за сите нас, да ќе може да се доведе до некој степен на поголема инклузија и да биде тоа дефолт или нормално, да не е нешто што треба да биде вложено екстра напор за да дојде на нула или слично. Но сепак, нели, постои тоа дамка на сомнеш дека можеби нема да биде така. Ние, ако ништо друго, барем оставаме на времето да покаже, сепак е цело општество едно конкретно тука кај нас во Македонија, кој што треба да евентуално да се случат некои промени или да се засилат некои работи за да тоа, нели, дојде до некое по пристојно ниво, но претпоставам дека со тек на време би требало да биде за нијанса подобро и луѓето да видат некои работи. Јас би рекла дека на своја кожа искусив дека општеството не е доволно запознаено со Тоа сакам да прашам, ви понуди ли отворена рака за поддршка општеството? Институциите не. Сметам дека има многу недостатоци кои што треба да се пополнат со работа од страна на социјалните служби. Значи многу работи кои што да речеме као сметам и во други земји институциите требаше како посредник помеѓу информациите да действуваат. Не беа туку све ние сами као се запознававме со новите предизвици и фала Богу што денеска не го имаме интернетот. Порано сигурно на родителите да речеме пред 20-30 години им било многу потешко затоа што информациите биле помалку достапни. Сега, благодарејќи на интернетот, дознаваме кои се предизвиците со кои што ќе се соочува Давид. И тоа беа првите месеци кога се запознававме, да речеме, со синдромот и што се тој носи. Инаку институциите тука не се најдоа, иако мислам дека со малку труд можат многу да направат. Сакам да го вклучиме во моментов и Гере во разговорот. Гере, многумина ве знаат, вие сте и генерално голем пријател на Македонија наутро и често сме зборувале за предизвиците пред кои што вие сте исправени од моментот на здобивањето на повредата, бидејќи сте ги почувствувале двете страни на приказната. И оној, ајде да кажеме, живот без попреченост, но и живот со сериозни предизвици. Оно што ме интересира, по здобивањето на повредата, која што донесе по себе и инвалидска количка, ви пружи ли општеството, институциите рака за поддршка?
Па, многу важна тема, мене ми е драго и морам повторно да кажам, ви благодарам што отвараме вакви теми и се надевам дека ќе продолжиме тоа да го правиме, ќе продолжите тоа да го правите, така како што најдобро знаете. Кристина, фала ти што секогаш си отворена за вакви теми. Од она што го слушав и нешто што е актуелно кај нас веќе со години, јас сум 10 години во Поличка. Првиот чисто за на вашите гости, малце да им ја приближам тестојбата, па можеби ќе им станат работите некако посватливи или поприемчиви. Најпрво се сочувате со тој шок, нели? Тоа е нешто што е нормално. Она што зависи од нас, бидејќи институциите не секогаш знаат да бидат отворени, но ние сепак ја земаме институцијата како нешто што е фиктивно, нели? Институцијата не е одговорна за работите да се менуваат, луѓето се одговорни да се менуваат работите. Значи, дали на едната или на другата страна. Доколку ние не бараме од наша страна да се променат работите, а од друга страна бараме од луѓето кои се одговорни во тие институции тие работи да ги примат и да ги разгледаат, а потоа и да ги усвојат, тогаш нема да имаме промени. Затоа совет до вашите гости во ниеден момент да не се обесхрабруваат во тоа што го замислиле, туку едноставно да појдат да тропнат на сите тие врати кои што се потребни за нив да им се олесни живеењето. И јас, благодарение на тоа што ја имам поддршката на моите најблиски, на мојата фамилија и благодарение на тоа што во текот на овие процеси некако пронајдов некои лица кои што се стручни и кои што до ден денес сум пријател со нив, со некој и другар може да се каже, многу добар познаник. Немам проблеми за функционирање во системот. Да, физичките бариери остануваат како предизвик, меѓутоа институционалните секогаш можеме да ги решиме заради тоа што сепак сите сме луѓе на крајот на денот и секој од нас и од таа страна, значи од страна на институциите, може да се соочи со овој проблем во нивната фамилија. Како изгледа секојдневието на Давид во моментов, односно какви се третмани му се неопходни за здрав раст и развој? Па, мислам дека секојдневието не е поинакво од било кое друго дете. Се разбира како во него треба да се инвестира како и во секое друго дете. Сега конкретно не имаме проблем нешто што го следи Дауновиот синдром со хипотонија и на него му се потребни физијатриски вежби и тоа е нешто што државата се обидува као да им го обезбеди на децата на кои што тоа им е потребно, но не успева затоа што нема доволно кадар по институциите, затоа што термините се презафатени и слично. Тоа се го правите приватно, сакате да ми кажете? Тоа не мораме да го правиме приватно, иако третманите се многу скапи. Да, исто така он оди на дефектолог. Добро, сака да ни го преуреди студиото и иден архитект. Мислење за декорирање. Да, сега он почнува да ги користи ноџињата као да проодува и заради тоа му се интересни сите тие реквизити. А ние му даваме комплетна слобода. Ајде. Дојди, Давид, дојди овда. Дефектолог исто така приватно плаќаме и кај да ќе мораме да го носиме на логопед, што е исто така државата што не го обезбедува, што знаеме во контакт со други родители од други земји дека на пример во Словенија, во Америка, на западот, па дури во Србија државата сите тие стручни лица ги обезбедува, ги плаќа, додека ние ќе треба се приватно да си. Гере, сакам тука да ве вклучам и вас. Какви третмани, да речеме, и во однос на физиотерапија користите или користевте изминативе години и дали се тоа вие приватно го плаќавте или пак државата имаше некаков придонес? Нажалост, системот е така поставен да институциите не можат да го возможат онај прав процес на рехабилитација или едноставно или подпомагање со рехабилитација или физикална медицина. Постои завод кој се наоѓа во Козле и кој што ги работи комплексно овие работи. Меѓутоа, пак ќе кажам, и таму имам мои доктори кои што ми се блиски, нели, кои до ден денес останувам во контакт со нив. Меѓутоа, тоа не е на ниво на кое што треба да биде. Мора да сме свесни и апелираме секогаш до институциите и до властите, централни, локални, да инвестират што повеќе можат во тоа и веќе и во некои општини се делува на вистина конкретно, некои од градоначалниците превземаат некакви акти за тоа да се овозможи дневни центри, посебно нега,
Министерството за труд и социјална политика исто така воведе една акција во соработка со меѓународните организации, значи асистенција за ваквите лица и така натаму. Кога се работи за рехабилитацијата, сепак нажалост доколку сакаме комплексно да работиме на подобрување на состојбите, тогаш сепак тоа мора да е приватно, бидејќи во државните институции може да ви посветат во ограничен период внимание. Значи тоа е ограничено со некои прописи, тоа е од месец дена до 30 прекинато. Меѓутоа, вие доколку се соочувате со ваква состојба, вие морате постојано да сте во кондиција. Значи, мора постојано да добивате третмани, независно од каков вид се работи. Јас, конкретно, доколку ме прашувате, во овој момент немам посебни рехабилитацијски некои процедури за кои функционирам. Едноставно пронедов дека јогата доста добро ми делува, бидејќи јас сепак имам физичка попреченост и тоа го практикувам и секако се она што можам надвор од една практична рехабилитација, ја викаат активна рехабилитација. Значи, дали е тоа возење точак, адаптивен за лица со попреченост, дали е тоа скијање, дали е тоа прошетки, и така натаму, базен. Значи, базенот е исто така битна дисциплина спортска, која што нас, децата со физички хендикеп, многу ни помага. Во моментов, предпоставувам, една од темите на кои што сте фокусирани е уписот на Давид во Градинка и тоа ќе биде практично првото вклучување во системот на Давид. Сте контактирале ли со Градинки? Каков е нивниот одговор? Како тие пристапуваат кон децата? Не, се уште не, затоа што јас имам право на боледување до 3 годишна возраст, додека Давид наполни 3 години, сега он ќе наполни 2, така да сега треба да го почнеме тој процес на вклучување во системот. Али не очекувам, особено не затоа што ние живееме во аеродром која што е поразвиена општина и затоа што знаеме и други родители кои што имаат деца со Даунов синдром, кои што веќе поминале низ почетните стадиуми на образование. Не очекувам дека ќе се соочиме со некои препреки или проблеми, иако знам дека во руралните средини имаат родителите посериозни проблеми. Но она што ме интересира, Давид, во моментов споменавте и приватно си оди на дефектолог, кога ќе тргне во Градинка или на училиште, ќе треба да се ангажира некаков вид на асистент кој што ќе треба да ви нуди поддршка на вас, бидејќи и вие имате и живот и кариера која што треба да се проследи. Информациите се дека да, имаме некои образовни асистенти во недоволен број. Како ќе се снаоѓате во периодот кој што следува? Тоа е стварно едно сериозно прашање, затоа што знаеме од искуство на родители кои што ги познаваме дека имаат сериозен проблем, например тој процес се одолговлекува кога поднесуваат документи за образовани асистент, па мора да одат на комисии, па првостепена, па второстепена и тука документација навлегуваат во тие институционални лавиринти и знаеме дека многу од децата немаат. Или, например, као образовните асистенти не се стручни лица. Као знаеме до сега во минатото, да речеме, не само што немали искуство, туку биле, да речеме, образовните асистенти као обучени за нешто сосема друго и не знаеле како да се снаоѓаат со овие деца. Така да не знаеме, ќе видиме, тоа е нешто што ќе следи, али во секој случај многу не загрижува. Гере, какво е вашето секојдневие во моментов, односно пред какви предизвици сте секојдневно исправени, што најмногу ви пречи во секојдневието? Што не можам да предвидам дали ќе живеам 100 или 200 години, искрено. Бидејќи во моментов на вистина немам никакви грижи поврзани со мојот живот. Ама апсолутно, веруете. А во однос на секојдневното функционирање, пристапот до институциите, движењето, Да, физичките бариери се нешто што за мене, бидејќи сепак се работи за различна попреченост во вашите гости, за мене физичките бариери се некој вид на предизвик со кој се соочувам секојдневно. Меѓутоа сакав еден апел до вашите гости да не се обесхрабруваат, да поидат чекор по чекор во целиот овој процес. Сепак да знаете дека ова е животот еден прекрасен подарок и дека тоа што вие имате задачата на овој свет да се грижите за такво прекрасно суштество, сепак е некоја животна мисија. И кога тргнете на тој пат чекор по чекор, верувате дека сите прашања и предизвици кои ги имате, ќе ги надминувате. Значи, не се обесхрабрувате, чув дека се идете во аеродром, и јас во аеродром, така да сме, доколку сакате, можеме и да се
да се видиме на кафе, да си проговориме и доколку сакате некој совет да ви понудам, тука сум отворен. Да, одлично. Би сакала. Да, Гере има многу што да каже на оваа тема, бидејќи токму секојдневието и неправдите пред кои што се исправени, особено лицата со попречиности, го потикнаа да го формира консенс. Може само да додадам нешто. Да, секако. Не се обесхрабруваме во секој случај за тоа што нели имаме некоја цел, некоја мисија као да го дигнеме нашиот син на нозе. Само што проблемот е во тоа што толку е уназаден нашиот систем и тоа сериозно треба да се адресира како прашање, како проблем, затоа што во земјите околу нас, што се тука некаде во развој или економски, демократски, сепак пристапот кон лицата со посебни потреби и лицата со пречки во развој е многу подобар. Например, мајките со кои што јас да разговарам во Србија имаат право на домашна нега, боледување до 5 годишна возраст. Или социјалната помош која што државата им ја обезбедува на нив е 150 евра, додека кај нас е 5000 денари. И тоа цело време се апелира, родители излагуваат на протест, некои од нив не ни можат, нели, затоа што се врздани за своите деца, не ни можат да излезат на протести, нивниот глас не ни може да биде чуен, а сепак никој ништо не прави, само се менуваат политички партии, се менуваат министри во Министерството за труд и социјална политика, дел од нив као се со дискутабилен или со дискутабилни компетенции и сите го игнорираат ова прашање, го ставаат на последно место и овие лица, иако сме во 21 век, се уште на маргините на општеството. Да. И покрај недостатокот од системска поддршка, би сакала малку да проговориме и за човечката, за емпатијата. Приказната со Имбла изминатиот период не потсети за тоа дека навистина и на оваа тема, за жал, сериозно каскаме и во 21 век. Стравувате ли од тоа со што ќе се соочува Давид во периодот на растењето? Предрасудите на општеството. Иако се надевам дека, односно сакав да не зборуваме за тоа и се надевав дека нема да го има во овие години, но е евидентно и го има. Како ќе му биде во основно, во средно училиште, на факултет? Тоа се прашања кои што, како што кажав на самиот почеток, нема бегање од нив. Колку и да е позитивна и светла ситуацијата, условно речено, да кажам, во едно општество, пак би се провлекле тие, а не па тука кај нас. Ќе дадеме се од себе и буквално да може тој и вистински да застане на нозе, но и да се снајде во општеството. Ама тие работи претпоставувам нека се решаваат адхок на лице место, кога ќе се пројави никне конкретен проблем, а вака малку по-абстрактно, по-далеку можеме само да се надеваме, нели, да го учиме на позитивности за со цел повеќе да ги избегнува таквите ситуации. Сакам да го слушнеме тука искуството на Гере. Во еден ваш пост на социјалните мрежи напишавте дека љубопитни погледи со прашалници се уште секојдневно среќавате. Како се носите со нив? Го чувствувате ли недостатокот на емпатија на општеството? Па, искрено да ви кажам, да, ги гледам, секојдневно, меѓутоа тоа е повеќе некој вид на шок, изненаденост, ете, не знам што можам да очекувам во контактот со такво лице, зборувам за другата страна. Бидејќи јас сум супер отворен 100% и навистина нити предрасуди имам, нити пак замерувам некому доколку, нели, има некое прашање, има некоја дилема, бидејќи сепак значи се некои работи во токот на животот се соочуваме прв пат и треба да сме отворени да ги примиме навистина искрено, за да можеме да дознаеме повеќе или да едноставно да можеме тоа да го процесираме. Но имате ли чувство дека јавното говорење допира до некого? Ние постојано велиме дека целта токму на овие разговори е нешто да постигнеме и да промениме. Имате ли чувство, Гере, дека се менуваат работите? Имам чувство дека се менуваат работите и пак ќе кажам, не се менуваат работите во институциите, нажалост, меѓутоа се менуваат работите кај луѓето кои што се одговорни за тие институции или луѓето воопшто, значи кај општеството. И општеството е нешто што е, нели, некој си збор кој дефинира една поголема група луѓе, меѓутоа сите сме сочинети, нели, сите сме луѓе и на крајот на денот секој може да менува свеста или перцепцијата за одредени прашања. Па не случајно вела дека ние граѓаните сме клучот на се, ние ги правиме промените, нашата реакција прави промени. Точно, зато и тоа го потенцирам дека многу работи ќе зависат од вашите гости во студио, дека многу работи од
тоа како ќе се одвиваат процесите во кои ќе биде вклучен нивниот драг син, ќе биде зависно од нив. Бидејќи на крајот на денот ние може да направиме многу малку или многу повеќе. Одлуката е наша, нели? Ако направиме многу повеќе, ќе имаме многу повеќе шанси да ги менуваме работите, не само на локално ниво, не во општината каде што живееме и во институциите, него и кај нашата најблиска средина. Еве еден пример, може само на кратко. Мене кога ми се случи состојбава кога писав на долните екстремитети, се соочив со шок, беше нормално. Меѓутоа најголемиот шок тоа беше враќањето во средина на живење, каде што размислував што ќе се случи кога моите соседи ќе ме видат, што ќе се случи, каква ќе биде нивната реакција. И така некако си создав самиот некој вид на психолошки бариери се за да не се вратам таму каде реално припаѓа. И во тој процес ми помогна, еве ќе споменам, луѓе, доктори кои што се стручни за ова и кои што ме гледаат дека сум во таква состојба. Меѓутоа, колку се чуваа повикани и навистина ми помогна. Еден од нив е Пачевско завод за рехабилитација, кој што ми е наистина голем пријател, ја поздравувам доколку ми гледа. И сакам да кажам дека постојат опции, постојат алтернативи, но тие алтернативи ќе зависат исто така и од нас во голема мера. Имам уште многу прашања кои сакам да ги поставам, уште едно кое што се однесува и на вас, Кира и Маја, и на тебе, Гере. Какво утре посакувате за Давид и какво утре посакувате за себе како најдиректни сведоци на неговото растање? Јас посакувам утре каде што он ќе биде апсолутно прифатен од заедницата, каде што нема да биде прецепиран како различен, затоа што не е различен, туку сите сме различни на свој начин, каде што ќе ги има сите можности кои што ги имаат сите деца и каде што ќе има отворени врати и отворени прозори. Со јавно говорење се надевам дека тоа ќе го постигнеме. Гере, често знаете да кажете една капка вода врз нас не тежи, но со текот на времето станува тежина која што не можеме да ја издржиме. Јас се надевам дека така нема да биде во иднина и дека директно и институциите и ние како граѓани ќе се менуваме и ќе го олеснуваме патот на сите нас, бидејќи сите сме еднакви, исти, имаме исти потреби во општеството. Апсолутно, ние сме душевни битија и физичкото постоење во овој свет е само нешто што ни дава форма. Затоа, од тоа што гледам и можам да проценам од ликата, многу би сакал да ги запознам вашите гости пред се тоа мало прекрасно суштество. Имам привилегија јас да го гушкам во моментот? Да, ги поморен сум. Она што јас го правам секојдневно и добро знаеш, се еден куп проекти на кои работам. Меѓу другото, тоа е Косенс коучинг методата за личен развој, за развој на вештини и животни, пред се наменета за фактот на лица со мисија, нели, јас така си ги викам, така не викам мисија. Потоа работиме, нели, на една телевизиски еден продукт, што исто така се вика Зден, и го планираме второто издание и еве ќе кажам дека јас со големи предизвици, значи до овој момент јас немам ни еден позитивен одговор од соодветните институции или организации или фирми кои што би го поддржале тој проект во второто издание, во втората сезона. Меѓутоа јас живеам и дишам со таа мисија и тоа нема да престане и тоа ќе биде реализирано по секоја цена, заради тоа што навистина имаме на што да работиме, а пред се оваа мисија која што јас се представувам е фактички сплотување на целото општество и себе мотивација, но и мотивирање на едните и другите. Значи, ние сепак кажав на почетокот на ова последно прашање дека фактично ние сме душевни битија и мора по таа се водиме сите во животот. И се надевам дека оваа енергија и оваа борба ќе носи промени, а ние ќе ве поддржуваме во тоа. Благодарам од срце, Гере, за вклучувањето преку Skype во Македонија наутро, Маја, Кире, за гостувањето во утринската програма и Давид, да не беше ти, прво е облечен во тон, тоа многу ми се допаѓа, многу убаво сме облечени двајцата, а второ што ни донесе нова енергија, радост во студиото и се надевам дека често ќе ти имаме во Македонија наутро. Благодарам од срце за гостувањето. Фала и на вас за просторот.
Третиот информативен блок, да, се збуних. Третиот информативен блок еве што носи тој.